Словенија, Македонија 27-25. Така близко бевме, а така далеко. Прогнозиравме дека ќе победиме, бевме оптимисти. Јас 1-2 разлика, прогнозиравме 27-26. Некако резултатот цело не беше тука. Печатокот е за мене Даре одличен. Македонија не представи во едно убаво светло. Меѓу редови сум среќен што Кире не играше. Како е твоето мислење? Па ја би кажал како никогаш до сега, значи едноставно, ете, она што го говоревме и претходната емисија, дека таа тежина иде на кај оние млади играчи, се потврди. Јас сум презадоволен, искрено да ви кажам. Дури на моменти да бев на местото на Кире, ке улетав со дрес внатре да играм, ама ете човекот и тоа го направи, не влета. Не влезе кога највише требаше, ги остави младиве, нека гинат, нека, значи, се потврдија нашите муабети, зашто јас сум најсреќен дека младите треба да го понесат товарот. Сега тоа е еден пех кој што ке, нели, можеби ова да го платиме тоа. Па ќе го платиме можеби оваа година, но наредните првенства мислам дека нема да биде така, ќе биде баш онака кој што треба да биде. Видоа и самите што значи да се брани дресот, што значи ова да се брани. Словенија не потцени, слабо играше или можеби ние бевме добри? Па ја би кажал вака, значи не би рекол дека не потцени, затоа што они знаева против кого играат, би рекол обратно. Беше момент на оние технички, многу технички грешки направивме, што мислам дека и во самиот состав на нашата репрезентација тоа не го очекува. Не го очекува дефинитивно. Но и самите во два наврати со по неколку технички грешки, со одлична игра, со егал резултат, на почетокот и водство им дозволивме или да се вратат или да ни избегаат. Па така, значи моменти одлучува, ја не би рекол дека они беа надмоćни. Надмоćни, така. Значи, ако ги следиме ние оние кладилници што ја никогаш не сум зборевме, нели, за тоа. Знаете како, ми беше многу криво кога, еве, пријатели, знаеш, Македонија е еден, ја не разбирав што е тоа, како е, но 1, 13, не знам што. Шансите на Македонија беа сведели на 0. На 0. Не на 0, на минус. На минус. На минус. Еве се покажа. 13-10 на полувреме. Второ полувреме стварно имавме шанси. Мене ми е стварно криво што ете така испадна, што мислам дека од десната страна малце подбацивме. Но еве секоја чест што не знам како додржа Кире да не улета да влезе на таа десна страна, но секоја чест ги остави момциве, нека си го носат тоа што го заслужиле. Да одиме полека поред. Првата постава, почнавме во одбрана. Ја погодивме одбраната. Ти и Кики рековте ќе играме 5-1, предпоставувавме дека ќе биде со Кузмановски напред. Ти рече дека ќе биде со Мишевски, ние мислевме дека е малку спор. Можеби е малку спор, меѓутоа еве Мишевски денеска може да го издвоиме како едно од посветлите посветлите играчи. Океј, да, така беше, но изигра и сите останати, стварно сите останати, особено она што јас грешив, левото крило, нели? Не Маџовски, него Момчево изигра фантастично. Ќе се навратиме на него, нели? Во 25-та минута имавме примерно само 10 голови. Одлична одбрана, одличен Мартин Томовски. Да. Со една Словенија која што имаше коефициент 15 спрема нас. Мислам дека Словенија влезе многу самоуверено, мислејќи дека така лесно ќе помине со нас. И стварно многу ми се допадна нашиот начин, нашата игра. Многу ми се допадна и многу ми е криво што мислам дека во оние задни моменти они успеа да не избегаат на 3, на 13-10.
Но сметам дека и тие 13-10 ги прифатија као нерешено на полувреме и така беше, они и така влегоа. Во нападот делувавме дека имаме решение. Многу често нивниот голман исто нешто одбрани, имавме малку и некоја несреќа со некоја статива, плюс минус. Ако ги сврлиме техничките грешки, добар беше нападот. Нападот беше добар, иако ние, ја ќе кажам отворено, нели, во претходната емисија пред да почне ова, реков, не верував дека ќе играме 7-6, но се испостави дека треба и такво нешто да се изигра. Мислам дека фали многу малци уште таа шема 7-6 да се доведе до некоја идеалност, бидејќи ние, нели, имавме моменти кога и изгубивме. Да. Многу малце ни фалеше и многу ми е криво, многу бевме блиско, многу бевме блиско, а највише се радувам што у целата оваа приказна стварно беше товарот оставен на младите. Лазаров не влезе ниту еднаш. Миркуловски играше многу малце, минимален учинок во сета оваа игра. А сепак до некаде Пешевски го извлече. Така е. Ќе ги поминеме по позиција ако не ти е проблем. Не е проблем, сепак бевме тука негде. Значи едноставно словенците се изненадија од она што се покажа на теренот. Да почнеме од селекторот Лазаров. Изненади. 5-1 одбрана, 6-0 одбрана. Напад во многу различни комбинации на бекови, 7-6. Најмалку ротираше со крилата. Да речеме дека Лазаров очигледно добро го подготвил над преварот. Беше смирен на тајмаутите колку што ни дозволи телевизијата да го чуеме, беше смирен, сталожен, јасно му беше што се случува, делува дека добро си ја заврши работа, да почнеме од него. Па ја би кажал дека идеално. Значи сега не да некого величиме, но ако гледаш ти слабост, нели, ќе влезеш со некоја нервоза, со некоја... Едноставно се виде баш она што го говоревме ние претходната емисија. Светот е оставен на младите, дај да им даеме подршка и мене тоа многу ме бендисува. Уште на самиот старт пред да почне па и емисијава, ние рековме, го гледаме, нели, во мајчка, не е во дрес, не е во, нели. Дали беше тактички тоа со повредата? Вчера, денеска објави, си шпекулиравме ние малку. Па добро, на пријателската со Израел во Скопје не беше исто во дрес. Добро, во ред, ама гледате сега, најбитниот надпревар, секој прв надпревар е многу битен на вакви првенства. Јас сум играл со него на вакви првенства во младинска репрезентација и знаеме како тоа се правило. Но секоја чест. Искрено, секоја чест, што не се ни, како да кажам, го остави да другиве нека го понесат товарот. И одговорноста. Ако победеа ќе ги понеса и ловори, ќе беа близко. Но пак македонската јавност денеска слушајќи коментарите, нели, ја не сум човек што игра кладилници, што не слушам коефициент 1 за Македонија, 12 не знам за Шокантно, нели? Голман, Томовски одличен. Тој во Вардар покажа во Лига на шампиони дека е огромен потенцијал, дека е огромен квалитет, дека е светла иднина на Македонија. Во тие 10 минути кога му падна малце него концентрацијата, да го имавме Митревски, ке беше. Ние и кажавме и нели претходната емисија, стварно ние, мака што Митревски не може таму да присуствува, рековме дека ќе се надополнуваат, но сепак Митревски е Митревски, не дека Томовски лошо одбрани, далеку од тоа. Но кога се двајца голмани, врвни голмани, ги имаш во репрезентација, веруваш на нив, мислам дека можеби 2-3 гола, да.
две-три одбрани. Емисијава ја снимаме веднаш под надпреварот, уште сме малце под под емоции, импресија. под импресии. За Да, жал Ехаев по свој стил се уште јас чекав доле да го видам, да ја видам статистиката, не ја исфрли. Нашиот голман Томовски беше подобар дефинитивно и по број на одбрани, наверојатно и по процент. Така да тука, ако ова првенство решивме дека во наводници го жртвуваме за еднината на македонскиот раковет, ако Лазаров излезе со една таква постава, значи тука ние не треба да се грижиме. Иако е Никучот во зрели години, тука го имаме и Кизич и уште некои млади голмани, тука не треба да се грижиме. На лево крило денеска видовме откровение. Јас го пратам еден извесен период Кузмановски, разговаравме и со тебе, во неколку наврати го спомнавме. Дечкото беше феноменален. Да, ја напоменав дечкото од Струга, нели беше една сезона лидер во постигнати голови. После тоа, стварно, кариерата негова не ја пратев, знам дека отиде во Еврофарм, но еве, знаете како таа една конституција слична на Манасков. За мене ја и кажав и прошлата емисија, човекот Манасков е тој што ја го замислувам у главата како право крило. Но еве го, уште за нијанса може би. Да, ој дрзок на пенали, значи на оние одлучувачки голови. Како да ви кажам, секој селектор, тренер бара еден човек што ќе застане на 7 метри да биде сигурен реализатор. Еве го добивме, еден таков добивме денеска. На десна страна малку видовме од Костевски денеска, беше За жал. Тежината, ние таа десна страна ја прогласивме дека форсиравме, но пошто искуството на Георгиевски, релативното искуство на Велковски, ама тие како да не притиснаа малце таму словенците во одбраната, брзо се враќа и некако десната страна ни остана. Ја мислам дека беа спремни на таа страна. Да. Може би не гледале нас па. Може би, да. Мислам дека беа спремни на таа страна, не чувствувајќи дека оваа страна ќе им донесе поголем проблем и тоа е супер, тоа е одлично. Да растеме на сите позиции подеднакво. На пикер стандардните Пешевски и Стоилов, мислам дека беа добри, мислам дека беа одлични. Во моментите кои игравме 7-6 ни беше малку проблем на враќањето и замените. Словенците на неколку пати тоа го казнија. Има ли нешто помладо таму, Даре, што во поширокиот Имајте како список? Значи, еве, да ви кажам најотворено сега, нели, ние сме навикнати на Стоилов и Пешевски, немам проблем со нив, но мора да размислуваме на едни пикери од типот на Аларов од пролет. Значи, некои пикери кои што се побрзи, повисоки, како да ви кажам, помобилни, кои што играат брз центар побрзо, нели? Мораме ние да се трансформираме. Не може да живееме во на време, да, ако си ти низок и снажен и набиен, мора да бидеш пикер. Не. Да, ама тогаш немаше ни брз центар, ни транзиција, ни нешто. Немаше ништо. Имаше време цела постава да ја смениш. Тогаш ќе влезе топката у гол и има 30 секунди да се влеча, да. Но времињата се менуваат, нели? Имаме многу млади кадри. Еве, искрено да ви кажам, еден Емилијан. Сега може полека да отидеме на бековите. Тука фитилјот Кузмановски се прикажа според мене во одлично светло. Ние во неврзани разговори зборевме дека најверојатно тој треба да биде носителот, делува дека он ја сваќа можеби таа улога. Малку ни потврлија, Талевски одлично почна со некоја асистенција, гол. Малку понатаму ни се изгубија Талевски и Велковски. Во рете сето тоа, јас сакам само една да кажам, една работа. Ние имаме плејада на млади деца кои што, значи, го спомнавме, но не ги кажавме со имења прошлиот пат. Ја искрено се надевам дека еден Емилијан Ѓоргевски. Да. Значи, детето, 2003 годиште, ќе добие... Беше на поширокиот список? Беше така, но со таа негова карактеристика, он ќе плени на таа позиција, ќе биде една соодветна замена на Филип Талевски, кој што до вчера
пола Македонија не веруваше Не во веруваше, него. Ја да. не ја, него ние упорно тврдевме дека ќе дојде неговото време. Еве доаѓа неговото време, нели? Доаѓа и покрај се, да. И значи доаѓа. Верувајте дека доаѓа, особено и за ова дете. Значи ја искрено очекувам дека ќе дојде моментот кога ќе го видам негово првата сениорска. Тој бележи добри настапи во Пелестар 2, Много, Еврофан да, Пелестар. да, да. Бележи добро. Таму го Значи- имаме и уште еден играч на Павле Атанасиевич. Да. Така. Значи имаме, ја затоа и кажав и прошлата емисија, ние имаме кадри, имаме деца кои што ветуваат и затоа ја верувам дека 10 години, можеби и порано од 10 години ќе го достигнеме она ние што го Оној бараме. сон што го бараме. Така. Еве ова денеска што го гледавме нас ни потврди, показател, нели? така е. Словенија, Македонија, можеби сме ние мала земја, но со големо срце што го сака овој спорт, нели? Не се обрукавме, напротив, покажавме кои сме и што сме и верувам дека овие наши млади деца во иднина ќе дадат уште поише. Пропуштивме ли некој од составот позиција? Серафимов. Да. Да. Така. Ја не говорев, нели, сега, Кико кажуваше Кико прошлата кажуваше. емисија, Кико покажа некои Ќе благи кажам- симптоми на корона, затоа не е денеска со нас, ама се надеваме дека ќе биде супер. ние сме прележани Ние сме три пути, прележани, да. така да, видете, Серафимов е одличен играч и ја стојам на истото тоа што го кажа и Кико, играч кој што е во тенденција на раст и развој не може Да игра да се во- враќа во околина кај што да се нема враќа конкуренција. чекор на нас. назад. Така. Еве, сега ќе кажам отворено, значи можеби прошлата емисија бев така малце резервиран, но дечкото е фантастичен. Ми е мерак и сакам да го видам во таа Суперлига, каде што има вистински дуели, кај што може стварно да се избере. Да се развива. Да се развива во оние дуели кои што му фалат и да го чекаме во репрезентација како што го очекуваме. Даре, го гледавме надпреварот заедно, навивавме, бевме емотивни, на крај ти беше тажен, а ја бев среќен. Ја бев среќен затоа што изигравме еден добар надпревар и покрај се, а затоа што товарот не беше врз Лазаров, врз Миркуловски и врз Стоилов. Значи, верувајте, за прв пат се осеќав онака, може би изгубивме, но ми е мило што видов стварно товар на млади деца. Нека решаваат, Нека да решаваат. видиме они како Нека ќе се видат знаат. дека можат, дека не е Па така, дека дека не е така страшно. Па така. дека таа една не е статива страшно. несреќна на Пешевски, една изгубена топка, можеби ќе беше 27-26. Така за нас. Ќе за доеше Македонија. резултатот. Ќе доеше резултатот. Ќе доеше Тука резултатот беше. што го зборевме. И ми е мило што ете, нели, оние што ме познаваат, сега Македонија 10-ка, ова не се предадов. предадов. Стварно не се предадов, верувам до крај и уште нема шанси тоа да биде поинаку. И стварно ми е мило што ете децава докажа дека е тоа што ги- го прогнозирав. Така, ќе ги чуеме изјавите од селекторот, ќе видиме низ негови очи како го видел надпреварот. Знаеме обично на првенствата дека нема време за одмор, треба да преспијат, туте да тренираат и да се подготват за Црна Гора. Ние не се подготвувавме толку многу за Црна Гора, направивме еден мал брифинг и еве, јас имам 4 реда за нив. Прво, Црна Гора е како федерација многу помлада од Македонската ракометна федерација, формирана е дури во 2006 година. Играле само еднаш на светско првенство, биле 22, но 6 пати на европско. Најдобар пласман имале во 2008 година, кога биле 12-то место, сето друго е 16-то, 16-то, 18-то место. Ти имаат катастрофална статистика на европските првенства, за нашата зборевме и за таа близина во сите дуели, и денеска испадна таа маргина од 2 гола. Од 2 гола, Така. точно така, што ја зборевме и прошлата емисија. Во Гол до огромен 2. број Да. на дуели Македонија е во Ова е маргина од 2. фактички прво европско првенство кај што Словенија не словенците победи. нас не добива 2. Два. Предходно ние имавме по еден По еден, разлика, да. 2 пати по еден.
Да. Црногорците имаат одиграно до сега 18 надпревери. Реков, катастрофална им е статистиката. Имаат само една победа, едно реми и 16 порези. Таа единствена победа им е против Србија во 2020 година. Гол разликата им е 427 дадени, 535 примени. Таму како главен квалитет постојано го потенцираат моментот дека имаат многу патриотски чувства, дека имаат силна бековска линија и дека нивниот тренер Рогановиќ е едно откритие. Тој е еден, јас сум го завел тука, едно шведско дете, играл во Шведска, таму е тренер. Дали ти е познат? Да, вака сега ќе ви кажам, да, патриотско чувство, све, ја би рекол и една друга работа, дека по-патриотска репрезентација од нашата не постои. Нема. Денеска читав и некои други, нели, колумни каде што, нели, нивниот селектор не може да присуствува таму. Тука се случува, да, неколку интересни проблеми. Значи, ја ништо не оспорувам, короната е тоа што е, нели? Селекторот не е таму, па се јавува нивниот капитен, каде што кажува дека еве у хотелот кај што се Македонија, Данска и Словенија, не ги примиле. Да, не ги примиле и сето тоа. Па добро, и нас не примиле на многу други првенства, па никогаш никој не се пожали на сето тоа. Како да кажам сега, не знам како да се изразам. Верувам дека моментите се тешки за нив таму, но не само за Црна Гора, за сите таму. Да. Данците, Џоле Начевски збореше дека не ги сака скандинавците, први почнаа да плачат. И французите. И французите, да. Тоа беа французите дека јадат, додека они јадат, други купачи се шетаат во истиот хотел. Сега јас стварно не знам дали е тоа така или не. Сето тоа влие, сепак влие. Но влие, чим еден Карабатич тоа го изјавува, нели? Да. И селекторот и голманот на Франција, значи веројатно има пропусти во сета таа организација. Во меѓусебните дуели Македонија и Црна Гора играле многу често пријателски надпревари. Еднаш играле само на Европско првенство, Македонија победила 29-28 2018 година. Имаме еден пораз од нив, далечната 2013 со идентичен резултат 29-28, другото се победи на Македонија и едно реми. Статистички сме апсолутни фаворити. Да, сме можеби фаворити, ама пак ќе кажам, ние имаме промена на генерации, така? Да. И сега тие генерации, еве, денеска видовме, младата генерација што очекувавме, според мене нашите очекувања ги исполни. Ти со една Словенија да изиграш ваков надпревар, јас сум стварно задоволен, а македонската јавност оставам на нив да одлучат што и како. Но тоа не значи дека ќе ме задоволи Реми или пораз од една Црна Гора, особено тука веќе ги менуваме позициите, независно од кладилниците што ќе кажат. Независно што ќе кажат кладилниците. Не ги земаме в предвид. Можеби ќе им направам мал притисок, но стварно очекувам, ја верував уште на самиот старт и ние разговаравме и прошлата емисија дека веруваме во оваа репрезентација и еве го тоа се докаже. Составот на Црна Гора е доста интернационален, немаат играчи кои што играат во нивното првенство, сите се расшетани по светот, па дури има и играчи што играат во Македонија. Тој ме резервниот голман Радовиќ од Пелистер. Да, има и некои други играчи што биле тука дел од Македонија, Вујовиќ, Калуџеровиќ играше полусезона или сезона, Шевалјевиќ се обиде во Вардар. Значи имаше некои играчи, горе-доле ги знаеме. Според мене две имиња се издвојуваат кај нив, тоа е голманот Симич, кој што е голем талент, брани во Германија, одлично, и десниот бек на Киелце. Другото се е многу послабо од ова денеска што го извади Словенија на терен. Па да, и би рекол сега пак ќе кажам, да не им наметнуваме некоја си обврска, некоја тежина, но сепак реално е да очекуваме победа против Црна Гора.
Да ги ставиме младиве сили во ситуација да се фаворити. Така е. Заслужија, со денешната игра Со заслужија. денешната игра, да, ја не велам не, имавме ние многу технички грешки, нели? Многу, премногу. Премногу. Се сложивме со тоа премногу. Да, но од сам старт се сложивме дека преку тие грешки ќе напредува нашата репрезентација, оние млади кадри кои што треба сите тие аномалии да ги намалуваат и да созреваат. Еве тоа се покажа и искрено очекувам со Црна Гора да се намалат на пола тие работи. И верувам дека Кире ќе ги собере и ќе направи обид тие грешки да се ги скоригира. Да. Дури ние рековме дека ја не очекував игра 7-6, нели? Но еве и тоа се случи, но сметам и дека таа игра 7-6 не беше соодветно поставена. Имаше малку грешки, да. Мислам дека и самиот Кире не очекувал дека ќе мора да ја примени. Да ја примени, така. Дека едноставно ќе се носеше со 6-6. Но што е тука покажавме карактер, покажавме желба и ете. Столе не подсети дека сме и многу борбени со една украдена топка во оние 6 метри. 6 метри, Значи, да. имаме добар дух. Имаме и како имаме. Даре, ти спомна дека почнавте со тренинзи во аеродром и кога дојде денеска пред надпреварот беше многу насмеан. Кажи ми на кратко пред да се одјавиме. Што се случи на тренинг денеска во аеродром? Па имаше една експанзија, знаете како, она мене што ме радува и во нашиот клуб на нашата севкупна организација и спортски директори, сите што ги имаме, едно убаво чувство кога ќе дојдат вакви европски, светски првенства, наеднаш се крева интересот. Нормално, да, не само пазете, не само во прва лига ти не можеш тоа да го очекуваш, но во оние школите каде што ги ние создаваме кадрите, најнаш доаѓаат дечиња, машки и женски, што најнаш сакаат сите раком да тренираат. И верувајте, тоа е едно многу убаво чувство. Во ракомето тоа трае континуирано. Значи, 7 години сме на европско веќе, трае. Може би кошарката ќе пробам малце 10 години. Седми пат, 10 години од 2012-11 година. Така, да, ама континуирано така. Зборам континуирано. Тоа го немате во кошарката, го немате во фудбалот, нели? И за нас тоа е празник. Едноставно, дечиња колку толку доаѓаат се заинтересирани машки и женски да почнат со тој спорт. Дали е сега прав момент во ростерот против Црна Гора на местото на Миркуловски да го видиме Марко Митев? И така. И така. Даре. Значи ме пипка така што највише сакам да кажам, но така, искрено да ви кажам, ни фали такво нешто. Така. Ни фали. Ти благодарам многу. Гарантирам дека ни фали еден таков играч. Еве, секоја чест за Миркуловски, душа и срца дал. Икона, македонска икона за мене најголема. Нека му даje на брат му помалиот шанса да улета таму кај што му е местото, да. Се договоривме, апсолутни фаворити сме со Црна Гора, не интересира карактерот, играта, теретот врз младите играчи. Денеска нема да прогнозираме резултат, сигурни сме во победа. Јас и ти останавме негативни на корона, екипажот ни е така, да се чуваме, се гледаме во сабота, после надпреварот со Црна Гора, со уште повеќе ентузијазам, уште повеќе добри вести. Па да, осем се отчиња уште по една капа и да славиме. И да славиме. Океј. Поздрав. Поздрав.